Благодарам, Владо, начна навистина еден исклучителен важен сегмент од она што се вика секојдневие во денешницава. Јас ако сакате да говорам на пример за инфраструктурата во западниот регион, од каде што јас доаѓам, од Струшко-Охридскиот регион, можам да кажам дека оние планини и оние, да речам, делови кои што беа така оставени голи, сега поминува еден капитален објект кој што можеби 50-60 години не се случило во овој дел од нашата земја, кој што е од исклучителна важност, и ќе кажам зошто, не само за економскиот развој во тој дел, но меѓутоа овој дел како да беше отсечен на некој начин, нели, овој е коридорот, паневропскиот коридор 8, кој што ќе значи поврзување на Струга, на Охрид, на Дејбар, на Вевчани. Тоа се еден исклучително важни туристички атракции или дестинации каде што странските туристи сакаат да доаѓат и да ги истражуваат, но немаше инфраструктурна врска, поврзување на самите тие. Затоа овај инфраструктурен капитален објект, уште еднаш ќе кажам, кој што не се случи повеќе од 50 години, е од исклучително значење за развојот, за економијата, за туризмот, за да останат младите луѓе во овај регион, да се намали иселувањето заради тоа и секако за привлекување на странските инвестиции. Тоа беше нели и основен критериум за странските инвеститори да можат да ја пикираат Струшко-Охридскиот и Дебарскиот регион за инвестирање, и на тој начин се формираше и тир зоната помеѓу Струга, Охрид, Дебарца и Вевчани, каде што сега во моментот се градат две фабрики, странски инвестиции кои што треба за период нели догледан да вработат повеќе од 2000 граѓани од овој регион. Тоа е благодарение на токму овој капитален објект кој што се изработува во моментот. За жал има нели некој застој, како што кажа и Владко, дека тоа е точно заради тоа што тие немале некој искуство во минатото, што значи да се изгради еден капитален објект, посебно инфраструктурен објект кој што поминува низ еден навистина тежок терен, кој што треба да навистина да се сретнеш со предизвици и да ги решаваш во чекор или во моментот кога истите ќе се испречат пред тебе. Тие кажуваат дека експроприацијата били главниот проблем заради кој што нели се стопира проектот или изградбата на автопатот, но нели ние донесовме измени во законот да може тоа слободно да се гради, а тие тековни проблеми да се решаваат во текот на изградбата на инфраструктурниот капитален објект. Но онај што не направил во минатото, не знае како да се снајде, како да го реши тоа во сегашноста. Ако говорам за тоа што тие предвиделе, тогаш ќе ви кажам, од вкупно 68 проекти кои што ги има инфраструктурни проекти во нивната програма, 57 се предпишани од ВМРО-ДПМН. 11 се, мислам, кои што ги нема во нашата програма, но меѓутоа, ако се анализираат, ќе се види дека тие реално не можат да се изведат заради одредени финансиски и други технички работи кои што се појавуваат. Конкретно за автопатот, сакам да кажам дека тоа беше една инвестиција која што нели кинеската влада во тој период најавуваше инвестиции во овај југоисточен европски регион, така да даваше поволни кредити, и во една соработка со премиерот на Кина, нели се даде поволни кредити не само за Република Македонија, него конкретно и за Србија, да, и за други земји, и се искористија тие поволни кредити за да се изгради овие капитални инфраструктурни објекти, автопатиштата во Република Македонија. И верувајте дека тоа не е ништо ново, што е посебно за Република Македонија, бидејќи по исти таков терк, на таков ист принцип се изгради и електраната Козјак, но по далеку многу понеповолни услови, затоа што тогашната камата, која што беше некаде околу 7,49, за автопатите Миладиновци, Штип и Кичево, Охрид е некаде околу 2%. Ова законско решение не можеше, се донесе посебен закон заради тоа што не можеше доди преку законот за јавни набавки, и сакам да ве уверам дека за овај
ова законско решение гласа и пратениците на Социјалдемократскиот сојуз. Јас имам еве овдека еден стенограм за да видите дека тие навистина ги поддржува овие исклучително важни капитални проекти кои што се за граѓаните на Република Македонија. За сега така лицемерно истите да бидат оспорувани од нивна страна. Тоа значи 560 луѓе, конкретно јас говорам за автопатот кој што оди во тој дел Кичево, Охрид, Струга, 560 вработени градежници, сега се на улица, немаат основна плата, не добиваат допринос и се буквално на улица. Тоа е, да кажам, една компаративна анализа помеѓу градењето, творењето на ВМРО ДПМН и незнаењето како треба да се гради и да се твори од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Друго, овдека ти не го спомна, експресниот или автопатот Ребеништа Струга, кој што е во должина од 8,5 километри, исклучително значајна делница, затоа што тој, уште еднаш ќе кажам, тој регион е некако инфраструктурно многу слабо развиен. Донесовме доста квалитетни законски решенија, го спомна законот за легализација и можам тука да кажам тоа е еден од најдобрите проекти на владата на ВМРО ДПМН, која што произлезе од граѓаните. Значи тоа беше нивни предлог, но меѓутоа ние го преточивме во законско решение и легализиравме доста број на објекти кои што им дадовме можност истите да се ги стопанисуваат и да можат со нив да работат. Да, има еден вакуум простор кој што сега ќе се јави проблем и околу изработка на геодетските елаборати. Ако не се продолжи рокот, јас мислам дека ќе се направи еден навистина многу голем проблем. Ние се обврзавме на некој начин да им помогнеме со изработка на геодетски подлоги, елаборати за социјално ранливите категории, беа ослободени од паричен надоместок, така да сега во овој период не знам како ќе се одвива ситуацијата во собранието, вам ви е позната. До сега од страна на Социјалдемократскиот сојуз или од владата на Социјалдемократскиот сојуз нема влезено ни едно законско решение, додека пратеничката група на ВМРО ДПМН има поднесено 5 законски решенија, што значи дека повторно она старата шема некој е предодреден да работи, а друг е предодреден само да празни флоскули и празни зборови во етерот. Значи, ако има нешто друго, јас би дополнила.